Во наредни вести на телевизија Нова Скопје под вода. Силното невреме предизвика поплави на голем број на улици во Скопје, прекини во снабдувањето со електричната енергија и голем број на скршени и паднати дрвја. Експресно градоначалникот на Скопје Трајановски формираше кризен штаб од градот, вела дека на терен се праќаат екипи за санирање на состојбите. Со подршка се вклучува и владата, а на линк го имаме колегата Ѓорги Камов. Камов, каде се наоѓаш во моментов и каква е состојбата? Повели со информациите. Така, Љупка, времето, дождот престана да врне, но невремето кое што се случи денеска во Скопје е од големи размери. Граѓаните веќе јавуваат дека во нивните автомобили навлегла водата, а во Ново Лисиче веќе јавуваат дека водата навлегла дури во нивните куќи, не само Ново Лисиче, туку и сите села кои што се во околината на Скопје. Ние во моментов се наоѓаме во противпожарната станица во општина Автокоманда, каде што е формиран кризниот штаб за превенирање од поплавите кои што го зафатија Скопје и Скопско. Пред околу половина час разговаравме и со министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој што беше во кризниот штаб. Тој за телевизија Нова изјави дека институциите се веќе на терен и најпрво за што се залагаат е тоа да им помогнат на семејствата кои што нивните куќи се поплавени од невремето кој што го зафати Скопје, а веднаш потоа ќе продолжат и со проценка на штетата и со исплата на штетата. Доколку е подготвена изјавата од министерот за труд и социјална политика, предлагам да ја слушнеме. Моментално сме во Автокоманда во итно формираниот кризен штаб од страна на институциите во градот Скопје. Владата на Република Македонија заедно со поголем број на институции, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за одбрана, армијата, меѓутоа исто така и во помош на Црвениот крст се излезени на терен. Сите институции заедно, сите служби се обидуваат на граѓаните да им дадат максимална поддршка и помош кои што се погодени од оваа временска непогода. Очекувањата се за сега првични поголеми штети да има во Скопскиот регион, додека пак помали во Тетовскиот. Неочекувано дојде до поголеми поплави во поголем број на населени места во Скопско. Институциите се веќе на терен и се обидуваме максимално да им дадеме поддршка на сите оние на кои што им е потребна помош. Во наредниот период ќе излеземе и со дополнителни поконкретни информации. Сега наша да дадеме првична помош на оние кои што се погодени од поплавата, пред се за спасување на домакинствата или пак граѓаните кои што се најпогодени во населените места кои што се веќе поплавени. Камов, ако е тоа се, ти благодарам и за ова линковско вклучување во вестите во 23 часот. А ние продолжуваме понатаму со вестите. Председателот Иванов ја активираше и армијата за помош со справување со поплавите. Кои се информациите? За ова разговарам со колегата и со Дескот и со Повели. Кои се најновите информации? Благодарам, Љупка. Почитувани гледачи, како што знаете, невреме со катастрофални последици го зафати Скопје. Граѓани од повеќе делови на градот се заглавени во своите возила и панично јавуваат дека водата им навлегува во куќите. Луѓе до колена во вода, реки низ скопските улици, откорнати дрва, поплавени подруми, а многу делови од градот се без електрична енергија. Тоа е сликата на Скопје по неколку часа интензивни врнежи. Сите подвозници во Скопје се поплавени и непроодни. Поплавена е и обиколницата околу градот на неколку места, поради што е целосно запрен и сообраќајот и заглавени се непрегледни колони возила. Во близина на Стајковци добивме информација дека водата носи автомобили. Најмногу поплавени делови има во општините Кисела вода, Аеродром, Газибаба, каде што водата од улиците се прелеала преку тротоарите и ги поплавила домовите. Според информациите на Центарот за управување со кризи, излеан е и каналот во населбата Усие.
Паркинги, улица во изградба се урна во јама ископана за изградба на нова зграда во скопската населба Аеродром вечерва поради невремето. Улицата која поминува, која во изградба, која е паралелно со булеварот Трета македонска бригада се наполни со вода, пошто за кратко време водата почна да претекува во ископината на градилиштето поради свлечиштето кое што се појави. Пукна и дел од водоводните цевки кои поминуваат покрај улицата во изградба, а пропаднаа и дел од шахтите. Нема информации за среќа за повредени или исчезнати граѓани досега на територијата на Скопје и подрачјето на Тетово, кое што најинтензивно беа зафатени од ова невреме, информираат од Центарот за управување со кризи. Но, како што велат, има голем број повици од граѓани кои информираат за заглавени автомобили и поплавени домови. Најмногу поплавени има во општините, како што рековме, Кисела Вода, Аеродром, Газибаба, каде што водата од улиците се прелева преку тротоарите и ги поплавила домовите. Инаку, според информациите на Центарот за управување со кризи, рековме дека излеани се и доста канали во околината на Скопје. Градот Скопје инаку формираше кризен штаб по ова силно невреме кој попладнево го зафати Скопје. Состојбите постојано се следат и се действува на терен. Онаму каде што е најкритично и најпотребно, екипите веќе се излезени на терен и действуваат со поддршка и на армијата на Република Македонија. Во справувањето, значи, на поплавите се вклучува и владата. Се очекува и министерот за труд и социјална политика во секој момент, господин Диме Спасов, да го посети кризниот штаб и да го координира понатамошните активности. Состојбата перманентно се следи во цела Македонија, се действува примарно во Скопско и Тетовско, регионите кои беа најмногу погодени од ова невреме, кое според прогнозите веројатно и ќе продолжи и во текот на ноќта, но и до понеделник. По повод невремето што ја зафати Република Македонија во попладневните часови и особено Скопскиот регион, председателот на Република Македонија и врховен командант Ѓорѓе Иванов ја задолжи армијата на Република Македонија да ги стави сите расположливи капацитети на располагање со цел да се помогне во санирањето на штетите предизвикани од невремето. Одговорни лица од армијата на Република Македонија во координација со формираните кризни штабови веќе упатиле дел од своите единици на местата кои се сметаат за најкритични во моментот и истите се вклучени активно во помош на загрозените граѓани. Порака од нас, почитувани гледачи, да доколку сте во своите домови и останете таму, невремето сега засега се смирува и ситуацијата е под контрола. Тоа би било засега од ова вклучување. Љупка? Исто ти благодарам за овие информации. Ние продолжуваме понатаму со останатите вести во однос на невремето. Од Управата за хидрометеоролошки работи велат дека силното невреме кое го зафати Скопје проследено со многу пороен дожд и силен ветер што достигнува до 80 км на час, а наврнаа повеќе од 30 литри на метар квадратен. Да ја чуеме изјавата од Управата за хидрометеоролошки работи. Западните и југозападните делови од Скопскиот регион беше нестабилно со грмежи и засилен северен ветер, кој на моменти достигнуваше брзина до 72 км на час. Ова беше првиот бран на нестабилност. Вториот бран од нестабилноста во форма на долготрајно невреме ја зафати најмногу Скопската котлина. Невремето беше проследено со силен пороен дожд, силни електрични празнења, како и засилен на моменти и силен ветер, кој достигнуваше брзина од 72 до 80 км на час. До 20 часот најмногу дожд наврна во Скопската котлина, измерени се 33 литри на метар квадратен воден талог и овие врнежи се за отприлика од 2,5 до 3 часа. Потоа 16 литри се измерени во Пожаране, 3 во Тетово, 2 литри Тополчани и 1 во Охрид. Во текот на ноќта ќе се задржи нестабилно со локален пороен дожд со променлив интензитет, грмежи и засилен ветер. Процесите во западните делови ќе бидат поинтензивни. Во Скопската котлина во моментов се уште е нестабилно со пороен дожд кој на моменти е интензивен, проследен со електрични празнења и ветер. И во текот на ноќта во Скопската котлина ќе се задржи нестабилно со повремен пороен дожд, грмежи и засилен ветер. А невремето предизвика и прекин на електричната енергија. Поради скинати кабли и паднати бандери нема електрична енергија во дел од Скопскиот, Гостиварскиот, Тетовскиот регион, Македонски Брод, Кичево. Да погледнеме изјавата од Евана. Поради големото атмосферско празнење, громовите, грмотевици и лошото невреме,
се појавија повеќе прекини во снабдувањето со електрична енергија на местата во Гостиварскиот, во Тетовскиот регион, во Македонски Брод, во Скопскиот регион. Екипите на ЕВН Македонија веднаш реагира на терен, онаму каде што беше возможно веднаш корисниците беа префрлени на други напојни точки да се снабдуваат со електрична енергија, каде не е возможно таму екипите одеа на терен да ги поправат дефектите или да интервенираат, да ги санираат дефектите, а тоа значи скинатите проводници да ги заменуваат и дел од оние паднати бандери, ако може да ги способат за непрекинато снабдување со електрична енергија на корисниците. Екипите ќе останат и понатаму на терен и при ова лошо време и контакт центарот ќе работи појачано со повеќе смени да ги примаат повеќите на корисниците онаму каде што ќе има проблеми во снабдувањето, како и диспечерскиот центар постојано ќе работи на приклучување на корисниците на оние места каде што ќе има прекини на други напојни точки. Во Гостиварскиот и Тетовскиот регион, во Македонски Брод, дел од овие населени места немаат електрична енергија, тоа се Горно Јеловце, во Гостиварскиот уште и Никифорово, Ливново и Бунец, во Тетовскиот регион тоа се Сарачино, Деребо и Жилино, во Македонски Брод Самоков, дел од градското подрачје во Македонски Брод, потоа во Порече, Крушие и Топилница. Во Скопскиот регион Горни Долно Лисиче, Патнишка река, како и Волково, Новоселски пат, терминал Стенковец, населеното место Орман, потоа Сарај, Матка, Кондово, Лескарци. Во Топанско поле дел од корисниците и во Висбегово. Ова се дефектите кои се појавиле прекините во снабдувањето на 10 киловолтното и на 20 киловолтното напонско ниво. Има и други прекини на ниско напонско ниво. Екипите, реков, постојано ќе бидат на терен. Апелираме корисниците секаде онаму каде што има прекини или проблеми во снабдувањето да ги ојавуваат во контакт центарот на ЕВН Македонија за да можат екипите да се упатат навреме. Телевизија Нова го контактираше и Центарот за управување со кризи. Да ја погледнеме изјавата. После 18 часа од градот Скопје го запати исто така силно невреме проследено со пороен дожд и ветер. На бесплатниот телефонски број зидни повеќе 195 беа добиени голем број известувања за поплавени улици, подрумски простори во куќи и згради претежно од општините Кисела Вода, Аеродром и Гази Баба. Добиени се известувања за поплавени улици и подводници во претходно споменатите општини. Поради билните дождови, каналот Дусија Лисиче Вазар кај село Горно Лисиче превел и ги поплавил дворовите на домаќинствата во околината. Исто така и реката во село Студеничани била излеана и поплавила земјоделски површини. Потоа каналите во општина Гази Баба кај се улица Втинска и село Смилковски, село Стајковски и други биле прелеани и долните спратови на куќите биле поплавени. Пријавено е паднато дрво на патот помеѓу село Горно и Долно Лисиче кое го блокираше сообраќајот, а имаше и повеќе испади во ниска од напонската мрежа на целата територија на градот. Сите информации навремено се проследени до надлежните служби, а состојбата и понатаму будно се следи. Слушнавме каква е состојбата во Скопје, но во текот на денот од силно невреме проследено со пороен дожд, силен ветер и грмотевици беа зафатени и Полошкиот регион и Шар планина. Надојдената вода предизвика неколку свлечишта, а во прекин беше и патот од Тетово кон Попова Шапка. Да чуеме од Центарот за управување со кризи каква беше денеска состојбата во Тетовска, истовремено ќе погледнеме и слики од последиците од невремето во Шар планинските села. Околу 14 часот по планинските села во општина Тетово беа зафатени од невреме проследено со порени дождови. Овда надојдените води од потоците и помалите реки дојдено до излевање на истите со што е нанесен материјал од камења и кал на патниот правец што ги поврзува селата Бродец, Бозовце, Вешало. На средината помеѓу селата Шипковица и Бродец на патот има наноси од камења, земја, дрвја и друг материјал. Екипа на единицата за локална самоуправа Тетово веќе на терен изведуваат активности во расчистување на наносите од камења, кал и друго. На терен се и лица од дирекцијата за заштита и спасување. Одроните навлезат во село Шипковици, на селото се исчистени и сообраќајот на тој дел е нормализирано. Се прават напори за расчистување на патниот правец што ги поврзува селата Бродец, Вешало и Бозовце. На патниот правец се Тетово Попова Шапка од местноста Лисечка Кривина па нагоре малите потоци и рекички имаат нанесена количина на камења, кал и друг материјал, со што е отежно сообраќајот по горе наведениот патен правец.
Од Македонија пат Тетово се преземаат мерки и активности за расчистување на нанесениот материјал. Исто така реката што поминува низ селото Речица денес поради поројниот дошена дојдена, но не издајана. Состојбата внимателно се следи, но нема информации за други штети како последица на невремето што ја зафати општината Тетово. А еве какво време не очекува во наредните денови? Прогнозата до понеделник има локален развој на нестабилна облачност, проследена со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, и овие процеси ќе бидат повеќе застапени во западните делови и се очекува да бидат и интензивни. И во текот на утрешниот ден времето ќе биде променливо облачно, посвежо и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи, особено во западните делови, каде ќе бидат и поинтензивни. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. УВ индексот ќе има вредност 7. Утринските температури ќе се движат од 14 до 22, а дневната највисока температура ќе биде пониска и ќе се движи во интервалот од 25 до 32 степен. Утре во Скопското подрачје ќе биде променливо облачно и посвежо, нестабилно со локален пороен дожд и грмежи. Ќе дува умерен до засилен северен ветер. Највисоката температура на воздухот ќе достигне до 29 степени. Во вторник ќе преовладува умерено облачно време со локален дожд, а известно стабилизирање на времето се очекува од среда. Тешка сообраќајна несреќа во Охрид. Официјално според првичните информации потврдени од секторот за внатрешни работи од Охрид, животот го загубило едно лице, неофицијално уште едно лице загина како последица на несреќата. Со информации во претходните вести ја вклучивме дописничката Татјана Маленкова. Тешка сообраќајна несреќа на патниот правец Охрид Свети Наум, во кој што животот го загубија две лица. Првото лице веднаш на лице место во несреќата починало, а второто лице почина во болница, значи им подлегна на повредите. Станува збор за директен судир помеѓу моторцикл и мотор и комбе. Од засега непознати причини моторот удрил директно во комбето. Дали поради лизгавост на патот, дали поради неприлагодена брзина на патот, тоа ќе каже во текот на утрешниот ден секторот за внатрешни работи и самата истрага која што се одвиваше на местото на несреќата. Контактиравме со портпаролот на секторот за внатрешни работи доктор Стефан Димовски, од каде што сега за сега потврдено е само дека има тешка сообраќајна несреќа и дека на лице место почина едно лице. Од секторот за внатрешни работи најавуваат детали за самата несреќа во текот на утрешниот ден, откако ќе се сумираат сите резултати кои што беа направени на лице место на самата сообраќајна несреќа. Јас само можам да кажам дека еден час беше во прекин патниот правец Охрид Свети Наум, токму на местото кај сообраќајната несреќа, се додека траеше увидот на лице место. Толку би можела сега во овој момент да кажам за сообраќајната несреќа, значи само дека неофицијално дознаваме дека едно лице од загинатите е од Централна Македонија, а останатото лице е по потекло од Охрид, живее надвор од нашиот град. Значи сега за сега се само тие информации со кои што располагаме и кои што можеме официјално да ги соопштам во овој момент. Тоа за сега беа информациите поврзани околу невремето. Останете со програмата на телевизија Нова.